Има институции кои итно треба да се затворат, а партиите честно да им кажат на граѓаните дека нема да вработуваат, вели професорката Ана Павловска-Данева, коментирајќи ја состојбата со превработеноста во државната и јавна администрација. Според неа, дел од решението на овој проблем е политичките партии да постигнат јавен договор со граѓаните во наредните 10 до 15 години, да нема вработување во администрацијата. Треба некој конечно јавно да искочи и да излезе и да и каже на јавноста дека ние повеќе нема да вработуваме. Не дека ќе отпуштаме, нема да вработуваме кадар во јавна администрација. И дека сите оние кои доаѓаат да гласаат за мене и да не поддржуваат, ќе се определат, ќе мора да се определат идеолошки за мојата опција, а не затоа што ќе бидат вработени. Решавање на проблемот со гломазната администрација, која наместо да се намалува, секоја година се зголемува за најмалку по 1000 нови административци, вчера најави и ресорниот министер. Но тој е за ограничување на новите вработување, а не за нивно целосно замрзнување. Не можам да кажам некое системско решение, освен на тоа решението дека институциите ќе бидат ограничени на само 5% нови вработувања секоја година. Од друга страна, професорката Павловска-Данева се залага и за укинување на некои државни органи и за нивно фузионирање. Откако ќе го намалиме бројот на јавни органи, ќе видиме дека ние имаме измислени, буквално измислени институции, тотално непотребни. Ние имаме 1300 и кусур институции, 130.000 и кусур вработени. Тоа е реалната, тоа е формалната бројка што ние гледаме и ја кажуваме. Во овие 130 и кусур не се опфатени хонорарците и договорците. Хонорарци се оние што ги зема времено на неколку месеци, такви има 3-4.000, тие може да ги најдеме на сајтот на МИО, ама не се влезени во оваа бројка. А има, богами, огромен број на луѓе кои со години работат со договор на дело. Во државата постојат најмалку 30 на буџетски институции кои вработуваат сериозна бројка на кадри, но кои немаат конкретна улога и задача или пак се со ингеренции кои се дуплирани со веќе постојни институции. Европскиот систем не трпи скапи, некомпетентни и неефикасни подсистеми, а нашата администрација ќе биде всушност еден подсистем на европската администрација. Јас мислам дека ќе не натераат да го направиме тоа до завршувањето на целиот преговарачки процес. Вели Ристевски.